Кога ќе ви се појави некоја идеја, дали веднаш ја реализирате и спроведувате, дали преземате акција или се од оние кои чекаат. И ако чекате, колку време чекате и колку уште ќе чекате. Дали чекате да дојде вистинско време? Постои ли вистинско време? Што значи тоа вистинско време и дали можеме со сигурност да знаеме кога е вистинското време за да преземеме нешто и да реализираме некоја идеја? Понекогаш на повеќето од нас, кога ќе ни се појави некоја идеја да направиме нешто, да преземеме некаква акција, заедно со идејата ни се појавуваат разни отпори, стравови, прашања и тоа може да не закочи одреден период и да ни влијае да не направиме ништо, идејата да помине, да замине, се до следната идеја, а понекогаш ќе видиме дека нашата идеја ја реализирал некој друг, кој што не чекал толку долго време, кој што имал повеќе храброст, можеби и поинакви услови, а потоа ќе ни биде криво, ќе чувствуваме завист и ќе повторуваме дека ете, јас можев тоа да го направам, ете, и јас имав таква идеја, или може да се најдеме и во ситуација да коментираме дека ете, јас ја имав прв таа идеја, ама тој ја чуа од мене, ја позајми ми ја украде и така надам, а всушност се работи за тоа дека ние премногу долго сме чекале и можеби не сме имале услови, можеби не сме имале самодоверба, можеби не сме имале храброст. Идеите се појавуваат, поминуваат, а од нас зависи дали ќе ги реализираме, дали ќе преземеме нешто. Како и да е, времето ќе помине и можеби никогаш со сигурност нема да знаеме дали било рано, дали било доцна, дали можеме, дали не можеме, дали знаеме, дали не знаеме, дали ќе ни успее тоа што ни било идеја или нема да ни успее. Единствен начин да го знаеме тоа е доколку пробаме, доколку се охрабриме и доколку преземеме нешто да ги реализираме своите идеи. Тогаш во текот на процесот или откако ќе реализираме идејата ќе можеме да знаеме со сигурност дали било можеби порерано, можеби подоцна, колку сме знаеле, колку сме умееле, колку сме можеле, колку нови вештини, знања и способности ни биле потребни, сме ги стекнале, или ако се откажеме, тогаш ќе можеме да анализираме и зошто сме се откажале, односно кои способности, вештини, услови, можности сме ги немале, па ќе можеме тоа да го искористиме како искуство и знање за реализација на некоја наша друга идеја. Можеби би било убаво тогаш да си ги поставиме прашањата колку чекав или колку чекам, уште колку ќе чекам, кога ќе биде вистинско време, како ќе знам дали е вистинско време. Вистинско време ќе биде тогаш кога ние ќе одлучиме, кога ќе преземеме чекори, кога ќе направиме некоја акција. Велат дека ако веќе ни се јавила некоја идеја, дека таа идеја е за нас, нам ни припаѓа и секогаш се јавува во вистинско време. Време кога треба да ја реализираме. Овде може да ни помогне и тоа ако се потсетиме колку други идеи ни поминале и не сме ги реализирале токму поради ваквите наши стравови, дилеми, прашања, отпори и да се потсетиме на тоа дека многу пати во животот и сме погрешиле и не сме успеале, се уште сме тука, сме продолжиле напред и покрај сите тие неуспеси и со тоа што некојаш сме избрзале, некојаш сме задоцниле, сепак животот нуди можности да се поправаат работите, да се менуваат патишта, да се носат нови одлуки, да се прават нови избори. Можеби токму како резултат на тоа што не сме успеале во тоа, сме успеале во нешто друго или од тоа сме научиле некоја голема лекција која што подоцна ни била многу корисна во животот. Сигурно сме имале многу идеи кои што не сме ги реализирале и исто така многу идеи кои што сме ги реализирале и многу често сме се соочувале со овие отпори, прашања, дилеми, но тоа не значи дека не сме се обидувале и тоа не значи дека од сите тие обиди многу пати сме успеале. И би било убаво да се потсетиме на сето тоа како мотивација за да преземеме нешто и да си дозволиме себе си и да погрешиме и да избрзаме, но и да сватиме подоцна дека тоа било вистинското време и дека ние навистина сме имале капацитети за да го реализираме тоа што сме сакале.
И не мислам дека треба да избрзуваме, дека треба веднаш штом ќе добиеме некоја идеја да скокнеме, да преземеме нешто и дека тоа е единствениот начин и дека секоја идеја се појавува во вистинското време и ако тогаш не реагираме, ништо од идејата ќе пропадне, времето ќе помине. Напротив, сметам дека и едното и другото понекогаш не ни ги носи посакуваните резултати или посакуваниот успех, да размислиме, да се подсетиме, да бидеме похрабри, да се мотивираме себе си, да имаме малку повеќе самодоверба, малку повеќе да си дозволуваме да експериментираме, да грешиме, затоа што времето и вака и така си поминува, идеите и вака и така ќе се раѓаат нови, ќе се менуваат, а од нас зависи како ќе го користиме тоа време, како ќе ги реализираме тие идеи, да избереме кои ни се битни, кои имаат некакво значење за нас, какво влијание ќе имаат во нашиот живот и така натаму. Се е тоа наша одлука, наш избор и наша работа да бидеме малку похрабри, да имаме повеќе самодоверба и да си дозволуваме повеќе да се слушаме себе си, нашите идеи, желби и потреби. Ви посакувам се најубаво, се гледаме во некое ново видео. Погледнете ги старите видеа, ставете лайк, споделите го со некој ако мислите дека може да му биде интересно или некако да му послужи. Ние се гледаме во некое следно видео. До тогаш, се најубаво.